За текстилците се отвора нов терен за работа. Амфори, дигиталната европска организација за социјална усогласеност, отвора нови можности за нови бизнис релации на македонските текстилни компании со нови потенцијални инопартнери. Од февруари македонскиот текстилен кластер е членка на Амфори. Што значи ово за македонскиот текстил? Доколку било која компанија има потреба за воведување на стандарди за организирање на социјален аудит, може слободно да ја побара услугата од текстилниот кластер, каде што ние ќе во комуникација со компанија да влијаеме на нивна подобра подготвеност за еден таков аудит. Како функционира дигиталната платформа Амфора? Логото на текстилниот кластер се наоѓа на таа платформа. Логото води кон нашата веб страница, на нашата веб страна се наоѓаат профилите на нашите членки, така да на некој начин тоа ќе представува една потврда дека сите тие компании кои што се во нашата асоциација, во нашиот кластер, на некој начин ги почитуваат принципите на социјалната одговорност. Во период кога текстилот се соочува со драматични екзистенцијални искушенија, новите контакти преку оваа дигитална платформа со европските фирми можат да бидат спасоносни. Повеќе не е ништо како што беше порано во бизнис релациите. Впрочем, пандемијата наметна сосем нови стандарди за водење бизнис во текстилната индустрија. Да, нели веќе живееме во, како го вика тоа, новата нормалност, така се е променето и во текстилот, барем моментално. Ние го имплементиравме BSCI стандардот со помош на текстилниот кластер. Имаме добра оцена во тој стандард и така можем да кажем дека имаме два нови клиенти кои ги добивме благодарение на тој стандард. Радува фактот дека првични позитивни сигнали за нови бизнис релации има. Тоа делумно ја решава дилемата за реализација на нововостановените услови за стандардизирање на цените, условите за плаќање и експортот на бараните количини до адресата на странските бизнис партнери. Дека можностите се големи, говори фактот што услугите од дигиталната платформа Амфори во моментов ја користат 2500 фирми, членки од 45 земји од Европа и светот.